Веруваме дека секој биде во најдобар ред и дека оваа вечер ќе доживееме еден прекрасен благослов, сите заедно и поединечно. А ја затоа решив и денес малку да ги подготвиме нашите мисли во врска со овој свет обред. Значи, нема да зборувам за својата серија предавања под наслов Омега, која што ќе продолжи, ако даде Господ живот и здравие, следната сабота. Туку ќе зборувам за крштевањето, односно за некои аспекти на крштевањето, останатите, познатите аспекти кои што вообичаено се кажуваат, ќе ги каже брат Мики вечер. Би сакал да размислуваме за крштевањето како слика или предслика во Стариот Завет. И на самиот почеток, сите знаеме дека за крштевање е потребна која субстанција? Вода. Се забележале повеќе пати и низ печатените и низ електронските медиуми како луѓето се обидуваат да најдат живот на други планети, во други светови. Некои во својата фантазија одат далеко и прават филмови за тоа, меѓутоа факт е дека во реалноста тие не може да се пофалат дека нашле или откриле некаков живот во нашите нам соседни планети на Сончевиот систем. Но кога бараат живот, пошто најмногу трагаат по вода. И интересно е што на ниту еден сателит, дори ни на нашиот, месечината, нито една друга планета од нашиот Сончев систем, за оние другите системи се разбират, кои што се многу далеку, ништо и не можат да кажат, освен да претпоставува, не постои до ден денес, немаат откриено вода. Нагаѓаат, шпекулираат, велат пред неколку илјади години на Марс може би имало вода. Меѓутоа, до ден денес нема ниту капка вода. И дали е тоа чудно за нас кои што веруваме и читаме Свето писмо, Библија? Господ вели преку пророкот Исаија дека оваа планета Земја ја создал со која цел? На неа да се живее. Значи, ја создал за да биде населена. Другите планети не се создадени за таква цел. Дали е чудно што на нив нема ниту капка вода? Дали е чудно што на месечината нема ниту капка вода? Што на другите сателити, за другите планети нема ниту капка вода? Зошто не е чудно? Затоа што тие не се создадени за живот, за да има живот на нив. Како изгледала нашата планета на самиот почеток од создавањето, според Светото писмо? Она планета која што Господ ја создал за да се живее на неа, со цел да биде населена, да биде исполнета со живот. Првиот стих од Библијата ни вели во почетокот Бог ги создаде небото и земјата, а вториот веднаш ни опишува каква била земјата во таа првобитна состојба. Земјата беше неоформена и пуста, значи немаше ниту форма. А зошто немаше форма? Сите уште под четврто одделение, што биле на училиште, знаат дека водата нема форма. Само по себе. Имаше и темнина над бездната. А што е бездната? Секаде во Светото писмо, кога се употребува зборот бездна, се мисли на океанот, на големите морски длабочини. И Божиот дух лебдеше над водата. Значи, која била првобитната состојба на нашата планета? Не била некоја вжештена лава, како што претпоставуваат луѓето. Нашиот брат доктор Джентри тоа го поби со научни докази, иако светот не сака да го признае.
туку првобитната состојба на нашата планета беше вода. Додека на другите сателити, на другите планети, нема ниту капка вода, па ни на месечината, нашиот сателит, нашата земја, која што била создадена за да се живее на неа, уште од самиот почеток била исполнета со изобилие на вода. Била еден светски океан. И до кога било тоа така, читаме понатаму во 6-тиот стих, иако тој не е најбитен, сепак ни дава една интересна информација за тоа каде се имало вода во просторот околу нашата планета. Значи, во вториот ден на создавањето, потоа Бог рече нека има свод среде водата, зошто среде водата, и тој да разделува вода од вода. Што значат овие зборови? 7 стих ни дава едно мало објаснување. И создаде Бог свод, и ја одвои водата што е под сводот, од водата што е над сводот. И така и стана. 8 стих вели, и сводот Бог го нарече небо, и настапи вечер, и настапи утро, втор ден. Имало вода над сводот. Не информира Светото Писмо. Много интересно. Дали денеска постои вода над сводот? Над земјината атмосфера, дали постои вода? Што се случило со таа вода што била над сводот? Затоа ќе читаме подоцна. На почетокот, значи, целата планета беше стаклена градина, како што обично се вели, затоа што имаше вода, имаше, веројатно јас предпоставувам, бидејќи таму е многу студено, имаше еден замрзнат, значи, замрзната водена обвивка, една сфера од мраз околу нашата планета, над атмосферата за која што ги содржи гасовите и најмногу се разбира азот и кислород за животот на неа. Но оно што, пред да дојдеме до потопот, оно што треба да го забележиме тука е дека потоа, после вториот ден, во 9 стих, и Бог рече нека се собере водата што е под небото. Која беше водата што е под небото? Тоа е светскиот океан на површината на нашата планета. На едно место и нека се појави копно. И стана така. Копното Бог го нарече земја, а собраните води ги нарече мориња. И виде Бог дека тоа е добро. Според библискиот извештај, копното, значи сувата земја, од каде се појавува? Се појавува од океанот. Бог наредил да се соберат водените површини на едно место, за да се појави копно, да се издигне сува земја. Значи, самата земја како простор за живење, сувата земја или копното, на некој начин произлегува, се појавува од водата. Самата земја како да била крштевана, бидејќи се појавува, се издига од водата. Како читаме во Евангелијата, кога Господ бил крстен од неговиот браточет Јован Крстителот, како што сестра Ивана ќе биде крстена од неизин браточет вечера. Кога Господ бил крстен од неговиот браточет, извештајот вели што се случи? Излезе
стана од водата, бидејќи крштевањето се извршува со многу вода. Јован Крстителот крштеваше, вели, близу Елим, некое место, на реката Јордан, затоа што таму има многу вода. Крштевањето не било полевање со чаша или со некој сад, не било попрскување, например, со босилок. Крштевањето било потопување во вода, смрт на некој начин во вода, воден гроб и повторно излегување, станување од водата. Во третиот ден на создавањето, тоа се случило со самото копно. Значи, земјата како земја, како копно, произлегла од водата. Животот што требал да постои, на некој начин се родил од водата. Зошто Создателот сакал така да биде устроено создавањето на земјата? Затоа што уште од самиот почеток светот, човекот кој што ќе живее на неа, единствениот кој што од другите битија, создадени битија на земјата, може да го разбере создавањето, требал да разбере дека самиот живот, за самиот живот и за самиот свет воопшто, како што е биолошки неопходна водата, така сето тоа има и една длабока духовна лекција. Значи, во случај на падот во грев, како што и се случило, човекот уште од самиот почеток на создавањето да разбере дека и спасението ќе му дојде со вода и преку вода. И сега доаѓаме до вториот глобален катаклизмичен настан во историјата на планетата, а тоа е, како што споменавте, потопот. Да отвориме во 7 глава, пред да преминеме на 8. Во 7 глава ни се зборува за тоа како настанал потопот, откако Ноe и неговото семејство влегле во ковчегот, и кога во 16 стих од 7 глава се зборува дека Господ го затвори ковчегот однадвор, односно го запечати. Се зборува дека натопувањето на земјата со вода потраја 40 дена. Бидејќи предходно, во 10 стих се вели, а по 7 ден дојдоа водите од потопот на земјата. Во 6-та година од животот на Ное, во вториот месец од таа година, 17-тиот ден од месецот. Забележете го овој датум. Зошто Библијата го споменува овој датум? Замислите, Библијата не споменува некој предпотопни датум. Во 6-та година од животот на Ное, во вториот месец од таа година, 17-тиот ден од месецот. Во тој ден бликнаа сите извори на големата бездна и се отворија окната небесни. Значи, сета таа вода, која што беше над сводот, почна да се истура на земјата. И се лиеше дожд на земјата 40 дена и 40 ноќи. Колку е ова многу. Нон-стоп. Не врне, се лие. Се излева вода 40 дена и 40 ноќи. Уште еднаш по создавањето, по втор пат, целата планета се наоѓаше под вода за време на потопот. Како што беше и на почетокот. Во 1 глава.
Значи, новиот свет, после потопот, по потопниот свет, за да постои, од каде произлегол и тој. И животот на него од вода. И тој произлегол од вода. Во 7 глава 19 стих ни се вели: и нарасна водата на земјата толку многу, што ги покри сите високи планини, какви што има под целото небо. 15 лакти се издигаше водата над планините, откако ги покри. Потоа се вели: тогаш го изгуби животот секое суштество што се движеше на земјата, и птиците, и добитокот, и зверовите, и сите лазачи што се влечат по земјата, и сите луѓе. Се беше истребено, освен Ное и оние кои беа со него во ковчегот. И потоа ни се кажува: а водата беше над земјата 150 дена. Колку што имаше секој месец точно пред потопот, а и известно време по него, точно 30 дена. Колку месеци се 150 дена? 5. Од 17-тиот ден на вториот месец, 150 дена подоцна, ќе дојдеме до кој датум? Односно 5 месеци точно подоцна, 5 месеци по 30 дена. 17-тиот ден од 7-тиот месец. Дали се споменува тој датум во Светото Писмо? Во 8 глава третиот стих ни кажува: водата почна постепено да опаѓа на земјата и по 150 дена намали. И ковчегот се запре во кој ден? Во 7-тиот месец на 17-тиот ден. Еве го тој датум. На ридовите од планината Арарат. Потоа се кажува како водата продолжи постепено да опаѓа, како постепено почна да се појавува нешто од копното, например гулабот со масленов лист и така натаму. И дури во 13-тиот стих се кажува дека во 601 година, во првиот ден од првиот месец, ја снема водата од земјата. И Ное го отвори покривот на ковчегот, погледна и виде дека површината на земјата беше сува. И овој свет, после потопот, произлегол од вода. Интересно е да прочитаме што ни кажува за ова апостол Петар, бидејќи дава еден многу интересен коментар во врска со потопот во неговото прво соборно послание. 3 глава, од 18 до 21 стих. Значи, ќе отвориме во првото соборно послание на апостол Петар. Третата глава. Веднаш после Јаков, чието послание е предмет на проучување за ова тромесечие, следи првото послание на апостол Петар во православните Библии. Апостол Петар го споменува потопот. И еве што кажува на таа тема. Почнуваме да читаме од 18 стих во 3 глава. Се разбира, овие зборови биле од секогаш контроверзни за тоа како треба да бидат протолкувани, но сега нема се занимаваме со тој проблем. Бидејќи и Христос, вели Петар, за да не доведе кај Бога, еднаш пострада за гревовите наши, колку пати пострадал?
Еднаш мисла што апостол Павле во посланието до евреите ќе ја кажува, еднаш праведник за неправедните. Вистина беше убиен по тело, но оживеа со духот. Во него, откако слезе, им проповеде на духовите кои беа в затвор, кои некогаш не се покорија кога Божјата долготрпеливост ги очекуваше во времето на Ное при изградбата на ковчегот, во кој малкумина, односно 8 души, се спасија како? Некои преводи тоа не го преведуваат најсоодветно, но изворниот текст вели 8 души се спасија низ вода. Некои преводи велат се спасија од водата, како да водата била злото, опасноста од која што треба да се спасат. Не, изворниот текст вели, и Петар така напишал, дека 8 души се спасија низ вода, се спасија преку водата, водата ги спаси. Тоа е многу битно. Водата спасува како и со крштевањето. И сега во 21 стих, образецот на таа вода, продолжува Петар, крштевањето, еве го, каде ја прави врската помеѓу потопот и крштевањето. Образецот на таа вода, крштевањето, но не отстранувањето на телесната нечистотија, туку ветувањето на Бога, добра совест, значи самиот завет, бидејќи заветот значи од наша страна ветување. Се заветуваме дека се предаваме во Божји раце, тој да управува со нашиот живот, да бидеме негови од тогаш па натаму. Не спасува сега и нас преку воскресението на Исус Христос. Како што знаеме, апостол Павле во Римјаните 6 глава и на други места објаснува дека крштевањето представува слика на Христовото воскресение. И светот бил уништен, така да речеме убиен, и бил воскреснат со потопот, одново произлегол од вода, како што произлегол на самиот почеток. Зошто 8 темина преживеани по Божја благодат биле спасени со водата? Од што биле всушност спасени? Од што спасува водата на крштевањето? Од духовната смрт, за која што причина е гревот. Зошто Господ го уништил првиот свет со вода? Затоа што гревот бил толку многу намножен, зел толку голем замав, како што и сега светот е збеснат веќе до крајни граници. Јас мислам дека ако вака се продолжи за некоја деценија, можеби ќе прогласат брак со други животински видови, например, помеѓу човек и кучка, мајмун и така натаму. Значи, толку е збеснат овој свет, па не знам сега крокодилот каков сопруг ќе биде. Меѓутоа, светот е толку збеснат, што овој свет, праведниците во него, честа, моралот, се што е добро, за да биде спасено, што треба да се случи со овој свет? Значи, треба Господ и на него да му стави крај. Меѓутоа, овој пат не со вода, туку со оган. Овој пат светот еднаш беше крстен со што? Со вода, за време на потопот. А допрва ќе биде крстен со што? Со оган. Библијата зборува и за водено, и за духовно, и за огнено крштение. 8 души, Ноевото семејство, биле спасени преку вода од гревот, од беззаконието.
од бесот, така да речеме, на предпотопниот свет. И водата била средство, таа вода што ги уништила беззакониците, таа иста вода била средство за спасението на праведниците. И оваа вода на крштавањето е вода која што праведникот, верникот, кој што е оправдан со вера, го спасува. Значи, духовното очистување. Го спасува од што? Од гревот. Го спасува од духовната смрт. Исто така, која е последица на гревот. А што ќе биде за оние кои што решиле да живеат заедно со гревот и продолжуваат да грешат и сакаат да грешат? Тогаш што ќе биде, што ќе представува таа вода за нив на крајот на судниот ден, како и виното и лебот на светата причест? Нема да биде средство за спасение, туку ќе биде осуда, односно ќе биде средство што ќе ги осуди на вечна смрт, како и предпотопниот свет. И ни преостанува третиот символ, третиот аспект во Стариот Завет, кој што представува предслика на крштевањето, а кој е тој настан? Значи, по создавањето и по потопот доаѓаме до екзодусот на цел еден народ, Израел, од Египет, од египетското робство. За таа цел нема да читаме, немаме ни толку време, од втората книга Мојсеева, целиот тој настан и извештај, како синовите Израилеви помина низ Црвеното море. Интересно е што, иако сега тој датум не се споменува, меѓутоа се кажува дека ако се пресмета, кога се случило тоа, значи, кога синовите Израилеви поминале низ Црвеното море, веднаш по излегувањето од египетската земја, некои тврдат дека тоа се случило на 17-тиот ден од првиот месец, значи месецот Нисан, Авив, пасхалниот месец. И сега, некои сметаат дека кога Библијата во Битие вели 17-тиот ден од 7-миот месец, бидејќи 7-миот месец е на есен, месецот Тишри или Етаним, кога евреите ја почнуваат годината, Рош Хашанах на есен, значи септември или октомври, зависи кога ќе се падне празникот на трубите или младината на 7-миот месец. Мнозина сметаат дека бидејќи 7-миот месец е всушност првиот месец, имаат теорија дека првиот месец, кога започнал светот со создавањето и по потопот, бил всушност на есен. И дека затоа евреите на есен ја почнувале годината. И ако се преведе 7-миот како прв, ако стане прв, значи се прави врска помеѓу потопот и излегувањето на синовите Израилеви, бидејќи Господ на Израел преку Мојсе им наредил на пролет да почнува годината. Со пасхалниот месец, а не како дотогаш и потоа на есен. И повторно 17-тиот ден е битен, затоа што во 17-тиот ден и синовите Израилеви поминале по суво низ Црвеното море. И некои сметаат дека сето тоа
може да се поврзе со 17-тиот ден на првиот месец, според еврејскиот календар, кога Христос воскреснал од мртвите. Третиот ден по Пасха, третиот ден. А кога се појави сувата земја, копното, при создавањето? На третиот ден од создавањето. Многу интересна теорија. Но тоа и не е толку битно. Само да го прочитаме извештајот на апостол Павле. Сакам да речем, не е толку битно дали тие датуми на вистина така се совпаѓаат или не. Меѓутоа, битен е самиот чин. Битно е самото искуство кое што го доживеал и Израел, стариот Израел, и светот во времето на Ное, како и светот на самиот почеток при создавањето. Во 10 глава од првото послание до Коринтијаните, од првиот стих па до 4 читаме. Апостол Павле вели: браќа, не сакам да не знаете, значи сака да навести некое знаење, дека нашите татковци сите беа под облак. Стариот Израел од кого бил управуван и како низ пустината? Со облак. Што е облакот? Вода. Атмосферска вода. Значи сите беа под вода, со други зборови. И сите минаа преку морето. И сега во вториот стих истиот апостол вели: и сите во Мојсей се крстија во облакот и во морето. Како тоа се крстија кога поминале низ Сувол? Израелците не биле потопени од водите на Црвеното море. Фараонот и неговите војски биле потопени. Затоа што цело време биле под облак. Облакот кој што ги водел низ пустината преку ден, а преку ног што? Огнениот столб. Повторно таа слика: водено и огнено крстевање. И сите јадеа иста духовна храна, и сите пиеа исто духовно пиење, зашто пиеа од духовната карпа што ги придружуваше, а таа карпа беше Христос. Израелците пиеа вода во пустината од една карпа, која што беше Христос, вели апостол Павле. Израелците биле крстени во Мојсей, во облакот и во морето. И нивото спасение од Египет, од домот на робството, се случило и поминало низ вода. И со вода. Зошто? Затоа што и Стариот Завет со сите овие примери сакал да го подготви теренот, да разбереме дека нашето спасение поединечно, значи не само колективно спасението на светот, на Ноевото семејство, на почеток создавањето на светот, или на целиот народ Израел од египетското робство. И нашето поединечно спасение се случува со вода, со крштавањето кое што е почетокот, влезната врата во Божието царство. Уште едно сите да поканувам оваа вечер во 18 часот да дојдеме и да бидеме дел од тој свет чин, од таа голема радост на небесните жители. Тие се радуваат повеќе од нас, затоа што со нивните безгрешни, чисти мисли се многу почувствителни од нас и многу повеќе, кога е радост, многу повеќе се радуваат, кога е тага, многу повеќе тагуваат. А ние, бидејќи за жал сме често и стврднати и закоравени од грешните искуства на овој свет, ние не можеме ни толку многу да љубиме, ни толку многу да се радуваме, ни толку многу да тагуваме и сочувствуваме со нашите ближни, како што тоа тие го прават. Но ако бидеме и ние, вакви какви што сме, дел од оваа радост вечерва, тоа ќе биде за нас голем благослов. Нека му е фала и слава на Господа. Амин.